Шкендија Рачино е во осмина финалето од Купот на Македонија, откако славеше над Каменица Саса во пенал серијата, бидејќи во регуларниот дел немаше победник. Двата второлигаши ремизира играјќи 1-1. Надпреварот кој се играше на стадионот на Башкими во Куманова, кој го следевте на МН телевизија преку директен пренос, донесе возбудување до последниот судиски свиреж. Шкендија Рачино тргна со најдобрите во првиот тим, а пак Саса се одлучи да комбинира настапи со играчи кои имаат помала минутажа, но и помлади играчи. Иако оваква комбинација сепак рударите беа одлични на терен и преку Спенчарски има една одлична шанса откако погоди Статива, но туку одлично интервенираше Баки Алију. Тимот од Рачино во самиот финиш на први дел доби пенал, но Александар Ѓоргиевски не реализираше, а младиот голман Мартин Миленковски го прочита ударот од белата точка и го одбрани пеналот. Во втори дел Каменица Саса дојде и до предност преку голот на Милош Спасовски, а Шкендија Рачино остана со играч помалку на теренот, откако Христијан Коц се заработи втор жолт картон и го напушти теренот. Но и во такви околности не се осети разликата со тоа што Саса имаше играч повеќе на теренот. Во самиот финиш на мечот, искусниот Бурхан Ели постигна гол за конечни 1-1, па мечот се решаваше во пенал серијата каде подобро беше Шкендија Рачиново. За продолжението од сезонот екипата на Шкендија Рачиново се засили со Арсим Лемалари. Се работи за искусен стопер кој беше во Шкупи, но поради турбуленциите во клубот си замина. Во својата кариера новото доселување на Шкендија Рачиново има настапувано за Иромил Горнолисиче, за екипата на Скопје, Силекс Бесо Добридол, како и за неколку турски екипи. Во следното коло Шкендија Рачиново ќе игра против Скопје во дерби кое се игра во автокоманда на стадионот Железарница.